А, Добро вечер во нашиот прв од оваа серија подкасти кои што ќе бидат наменети за книжевниот превод. Подкасти организирани од издавачката куќа Антолог и со мене Душко Крстевски како се надевам водител. Ќе видиме како ќе оди работата, можеби и ќе ме смена. Драго ми е што денеска имам наспроти мене еден гостин кој што за сиве овие години колку што и активно се бавам и со литература и со превод, на многумина од таа генерација наша бил и советодавец, и гуру, и сме го читале, сме го дискутирале, сме разговарале со него. Човек со кој што еве после толку време договарање, ајде седнеме да се видиме сега некако конечно, полу бизнис, полу плежер, значи ќе истераме работава. Владимир Јанковски, кој што е познат уредник, подвижник на културната сцена, писател исто така, тазе добитник на наградата Роман на годината за неговата книга Скриени желби, немирни патувања и кандидат македонски представник за Балканика, ако не се лажам. Само што се уште е во тек процесот. Како што разбрав во едно од последните интервјуа, дека сега се преведуваат книгите од македонски на англиски, па предпоставувам дека жири комисијата ќе треба да прочита. Сега, значи, ќе дискутираме за твојот роман некаде на самиот крај, затоа што десертот се чува на самиот крај, но поводот е Владимир Јанковски како преведувач. Со оглед дека имаш една импозантна бројка на преводи, само некои ќе набројам од имињата: Дубравка Угрешич, Миленко Јергович, Маргарет Етвуд, Џон Фанте, Рудан, Горан Трибусон, Слободан Шнајдер, Црњански, Филип Кейдик и така натаму. Значи, ова е навистина една многу импозантна бројка, па мене ми интересираше да украдеме нешто од твојот занает, па така спремив една листа на прашања кои што нема да бидат премногу провокативни, но ќе бидат навистина информативни. Како го доживуваш преводот низ годините? Дали сметаш дека преведувачот треба да биде институционално, формално образован и сертифициран за да биде книжевен преведувач, или тоа е повеќе за оние што се преводи на документи, на службени, на разноразни правнички, да речеме, договори, или пак сметаш дека добар книжевник со убаво исполиран, со добро испеглан јазик може да биде одличен преведувач? Повели Владимир. Здраво, Душко, ти благодарам за прашањето. Ако тргнеме од предпоставката за која голем број на македонски автори смета, меѓу нив и Блаже Коневски, дека уметничкиот превод или преводот практично представува пресоздавање на уметничкото дело или создавање на уметничкото дело во јазикот на кој што преведува, тогаш едноставно отпаѓа целата таа идеја дека книжевниот преведувач може на некој начин да биде сертифициран, може да добие одреден судски печат со кој што тој ќе се легитимира како преведувач. За мене чинот на преведување е многу близок до чинот на создавање уметничко дело. Затоа што добрите преводи практично се овозможување на книжевното дело кое што првенствено е создадено во еден јазик да си најдат свој дом, нели Хајдегер сметаше дека јазикот е дом на битието, значи да си најдат свој дом во новиот јазик. И за да се случи тоа креативно трансформирање, преведувачот не треба само да ги има компетенциите за јазикот од кој што преведува,
туку тоа што многу често го забораваме и за јазикот на кој практично преведува од една страна, а од друга страна самиот преведувач да има добри познавања за тоа што представува литературата, како функционира литературата, кои се различните типови на дискурси во кои што функционираат различните книжевни родови и видови и се разбира да има добри познавања за контекстот на книжевното дело. Значи, јас се залагам за таа позиција според која што преведувањето на едно книжевно дело всушност е негово пресоздавање во новиот јазик. На оваа тема често имам разговарано и со еден од моите омилени македонски автори, професорот Владо Урошевиќ, кој што е еден од можеби најпознатите преведувачи на дела од француската на македонската книжевност, и он секогаш велел дека кога се обидува да преведе одреден текст, секогаш се прашувал како тој текст би го напишал конкретниот писател, доколку размислувал на македонски јазик или доколку морал да размислува на македонски јазик или морал да пишува на македонски јазик. Така што тоа е мојот идеал кога станува збор за чинот на преведување и тоа е мојот идеал за соодносот помеѓу јазикот на оригиналот и јазикот на преводот кога станува збор за едно книжевно дело. Да дополнам нешто во врска со твоето прашање поврзано со судските преводи, со преводите на техничката литература и така натаму. Кога станува збор за тие преводи, најважна е семантичката нишка, најважна е значенската суптилност. Не смеете во едно упатство за употреба на правосмукалка, микрогранова печка или шпорет, нешто да погрешите кога тоа упатство го преведувате од германски, француски, англиски или некој друг било јазик на македонски јазик. Се разбирам, уште подраматично би било доколку во еден судски превод направите таква една семантичка грешка. Но она што е побитно кога станува збор за литературен превод е, освен да се задржат овие семантички нијанси на преводот, е и да се задржат стилистичките аспекти на преводот или на функционирањето на тој текст на македонскиот јазик. Затоа што тој превод не само што треба да биде точен и прецизен, туку треба едноставно да биде и елегантен и убав на македонски јазик. Затоа што литературата, како што вели Владимир Набоков, е пред се магија. Не ги читаме книгите за да дознаеме можеби само нешто повеќе за тугите светови, туку истовремено книгите ги читаме и да уживаме во јазикот на кој што тие книги се напишани. А не знам како тоа би можел некоја судска или некоја друга инстанца да го сертифицира. Да, претпоставувам да, затоа што тие одат повеќе на јазикот, како што рече, семантички, да биде се точно, да биде дословно, да не се направи никаков хаос, додека пак да речеме оној бекграундот што го спомна културолошки, историски и не им е толку важен. Се сетив на две работи додека зборуваше ти, во едниот од оние преводи кои што, односно уредничка работа што ја има во текот на мојот период како уредник и пруфридер во издавачка куќа, кога во рамките на еден медицински превод преведувачот, не знаејќи каде е знакот за милиграм, напишал наместо микрограм, милиграм ставил, и тоа навистина, ако се работи за лек, ако се работи за некое внесување на некоја доза, навистина може да има и кобни последици. Да речеме дека погрешно преведен книжевнички превод може само да биде лоша книга, но не може значи да остане некој осаката. Друга работа го спомна професорот Владо Урошевиќ, го стави во едно од моите прашања за тоа што
како што спомна, како најдобар преведувач од француски јазик и за време на оние први студентски средби со преведената француска поезија, обично читавме се и се што купувавме, секакви книги, секој саем на книгата, никаква селекција не правевме, немаше никаков филтер, за по некое време да знаеме дека ако видиме француски писател, отвориме и не е преводот, односно препевот од Владо Урошевиќ, едноставно дека не чини, барем така имавме некои елитистички размислувања на самиот почеток, но исто така знаевме дека ако некој од тие француски надреалисти и символисти не е препеан, тоа значи дека ако ни професорот Владо Урошевиќ не може да го препее, тоа значи дека никој не може. Едноставно решивме дека добар препев од Пол Валери и од Стефан Маларме навистина е тешко. Речиси, мислам, не знам, не можам да се сетам и дали воопшто има, значи, препев, ама не од професорот Владо Урошевиќ, други имиња се да не ги спомнуваме сега. Ова ми се надоврзува на уште едно друго прашање, а тоа е што мислиш за преводите по Втората светска војна? Нели, поради тој задоцнат развој и брза исто книжевна продукција и преведена литература, добиваме различни видови на Достоевски, различни видови на Толстој, добиваме различен Шекспир, да речеме, првата генерација од тие повоени писатели, па седоке, да речеме, 60-тите, имаат многу поразличен пристап кон јазикот, отколку да речеме сега. Да речеме, препев на Чехов и на Гоголј не се исти како што сега нели ги правеа покојниот Павел Попов и нели Ѓорѓи Крстевски, мислам дека имаше исто така препев односно превод на Гоголј. Како функционираат? Што им фалеше на тие преводи? Дали имаш некоја, да речеме, критика кон, ако изземеме дека направиле еден круцијален потфат да ја донесат македонската литература и македонскиот јазик на европскиот, на таа европска скала, на ете јазици и на преведена литература, што е тоа што им недостасува? Дали сите тие преведувачи од тоа време доста добро го имале совладено јазикот од кој што преведуваат? Можно интересно и можно комплексно прашање. Прво, македонскиот јазик, бидејќи се кодифициран после Втората светска војна, активностите на тие први преведувачи во 40-тите, 50-тите и 60-тите години мораме да ги согледаме во контекст на првите чекори што македонскиот стандарден јазик почнува да ги изодува во тие години. И во секој случај треба да се искаже почит кон тие преведувачи, кон тие уредници, кон тие книги, затоа што тие несомнено направиле едно пионерско дело. Замислете еден јазик кој што не бил кодифициран, одеднаш да морате на тој јазик да почнете да преведувате, да пишувате, да уредувате, да редактирате и така натаму. Ние сега во 2021 додека го водиме овој разговор, многу често знаеме да искритикуваме како ни недостигаат одреден тип на толковни речници, дека ни недостигаат одреден тип на речници кои што ќе се занимаваат со одреден тип на терминологија, дека ни недостигаат одредени глосари кои што ќе ни помагаат од одредена област да ја на некој начин стандардизираме терминологијата со напливот на англискиот јазик и со напливот на компјутерската технологија во нашиот јазик влегуваат одреден број на зборови термини за кои што голем број преведувачи, уредници или лектори не се сигурни како да ги стандардизираат. Сето тоа ние го доживуваме како проблем, иако зад себе имаме една огромна книжевна продукција, имаме толковен речник, имаме речник на дијалектилизми, имаме речник на фрази и така натаму, и пак голем број од преведувачите, лекторите, уредниците се уште се бориме со јазикот.
При што, кога кажувам дека се бориме со јазикот, мислам дека тоа треба да го доживееме како нешто природно, бидејќи јазикот е жива материја и тој постојано се менува и сосема е нормално да се случува таа креативна борба во однос на јазикот. Но замислете да ги преведувате сите тие класици или сите тие големи дела, а зад себе не само да немате функционални речници, туку и да немате корпус на текстови кои што ќе ви овозможат да најдете некакви јазични решенија. Така што преводите на класиците, без разлика дали станува збор за класици од руската, француската, англиската или германската книжевност во 50-тите и 60-тите години, треба да им се пристапи со една одредена доза на почит поради тоа што станувало збор за пионерски дела во кои што ја граделе основата за понатамошните преводи. Вие потоа истакнавте еден многу интересен аспект за тоа дека го имаме Шекспир кој што зборува преку Драги Михајловски, кој Шекспир би бил различен доколку зборува преку Богомил Ѓузел. И тоа е една прекрасна паралела за тоа практично колку уметничкиот преводот на уметничката литература, особено ако станува збор за класици, особено ако треба да се задржи одредена метрика, ритам или рима, практично зависат од умешноста на преведувачот. Практично колку е тоа важно дека доколку имаме 5 или 6 различни преводи на едно исто дело на Шекспир, тој Шекспир ќе биде различен. И за мене тоа е една од големите убавини на уметничкиот превод, што Шекспир на еден начин проговорува преку Драги Михајловски, на друг начин проговорува преку Богомил Ѓузел. Тоа уште еднаш ја потврдува тезата дека уметничкиот превод е неповторлив и единствен на оној начин како што е неповторливо и единствено конкретното уметничко дело на кое што е напишано. Кога станува збор за паралелата помеѓу преводите на книжевни дела, направени пред 50 или 60 години и сега, треба да земеме предвид и уште еден друг аспект. А тоа е дека јазикот драстично се менува во текот на само една генерација. Македонскиот јазик кој ние сега го говориме е поинаков од македонскиот јазик кој бил говорен во 50-тите години, поинаков е од македонскиот јазик кој што е говорен во 80-тите години. Секој јазик во одреден период од својот историски развој влегува во диалог со различни јазици. Тој диалог може да биде затоа што во одредена книжевна и воопшто општествена средина некој друг јазик е повеќе доминантен. Тој диалог може да биде затоа што во одредена книжевна средина врските или релациите што луѓето ги градат во некоја друга книжевна средина се поинтензивни, па затоа влијанијата се поголеми. Тоа исто така зависи и од доминацијата на големите јазици кои што неминовно вршат во наводници кажано едно колонизаторско влијание во современиот свет. Еве да речеме го загадуваат јазикот, ама неопходни зборови за кои што и не можеме да најдеме македонски еквивалент. Да, сега и во врска со тоа има една интересна теза. Гледав пред некое време разговор со еден лингвист кој што наспроти онаа мантра што сите ние имаме дека англискиот јазик поради тоа што е најдоминантен сега влијае врз другите јазици и може на некој начин да ги обезличи. Лингвистот велеше дека практично она што се случува со
со другите јазици сега да бидат под влијание, помалите јазици да бидат под влијание на англискиот јазик, е нешто што е нормално како појава за секој јазик, дека суштината на јазикот е да се менува, суштината на јазикот е да прима од други јазици, суштината на јазикот е да влегува во диалог со другите јазици и дека без разлика колку тој процес наш сега да ни изгледа не е добар, да ни изгледа дека нешто се губи, можно е и со еден креативен однос на начинот на кој што се примаат тие лексики, со креативен однос на влијанието на другиот јазик, практично да се обогати сопствениот јазик. Сега, клучното прашањето за $1 милион е каков сооднос, например, сега македонските лингвисти, филолози, професори по книжевност, писатели, преведувачи да заземат по однос на тоа драматично влијание на англискиот јазик и како тоа влијание да го искористат немакедонскиот јазик да добива некои своји бастардизирани форми или изрази, туку како тоа влијание да биде креативно искористено во јазикот за некои одредени пред се лексички влијанија, да направат македонскиот јазик да биде естетичен, да биде современ, да биде во дослуг со трендовите. Јазикот се менува и нормално е тоа да се менува. Читајте ги англиските класици од 18-тиот или 19-тиот век и пуштете сега некој прилог на BBC, ќе видите дека станува збор за друг јазик. Значи, дури и овие големите океан јазици, кои што имаат капацитет многу да впиваат во себе и своето влијание драстично да го на другите јазици, дури и тие менуваат, дури и за нив постојат термини кои што излегуваат во мода, излегуваат, се трансформираат. Така што тоа е еден нормален процес, само акцентот треба да е поставен како на квалитетен начин филолозите, лекторите, истражувачите на јазикот да се постават кон тие процеси и како да понудат нешто за македонскиот јазик, да се од цел тој процес да излезе не велам не загаден, бидејќи не сакам да го користам тој збор, туку да излезе уште побогат и со уште повеќе да има капацитет да се справува со предизвиците на современиот живот, бидејќи секогаш е во корелација со животот. Јазикот и животот меѓусебно се влијаат, произведуваат едни од други и во никој случај ние не смееме да направиме состојба во која што книжевниот јазик или стандардниот македонски јазик ќе биде во голем расчекор со јазикот кој што секојдневно се употребува во медиумите, во секојдневната комуникација на социјалните мрежи. Должам уште едно мало појаснување на твоето прашање во однос на новите преводи што се јавуваат на класици. Мислам дека е нормално во контекст на сето ова што го зборувавме во однос на промената на јазикот е дека после 30 или 40 години да се јавуваат нови преводи на веќе класични или прифатени дела, токму затоа што онака како што еден одреден јазик после 30 или 40 години може да изгледа малку застарено, истата паралела може да се употреби практично и за преводот. Да го земеме примерот на познатиот роман Ловец во рштан на американскиот писател Джером Дейвид Селинџер. Мислам дека првиот превод на овој роман се појавува некаде во средината на 60-тите години. Авторството на преводот е на Саво Цветановски. И станува збор за роман во кој што се користат многу фрази, се користат многу идиоми, се користат многу термини кои што се карактеристични за еден младежки дискурс од 60-тите години. Сосема нормално е сега да се појави некој нов превод на истиот
тој роман, затоа што фразите, идиомите, цостите, навредите што можеби во 60-тите години изгледале автентично во македонскиот јазик, сега се сменети, сега се поинакви. Така што убаво е класиците, особено на светската литература, на 30 или 40 години да добиваат нови преводи. Секако, тоа не значи дека секој нов превод ќе биде подобар, некои од тие нови преводи ќе бидат подобри, некои можеби ќе бидат послаби од претходните преводи, но убаво е во една книжевна, а би рекол и пошироко културна средина да постојат повеќе преводи на едни исти класици со цел оние што ги читаат, без разлика дали ги читаат професионално или ги читаат само како уживање во добра литература и на тој начин да видат како всушност еволуира нивниот јазик. Конкретно кај нас, на пример, еве, од мој личен пример ќе кажам, како професор по литература, речиси ниту еден ученик да не може првата македонска авторска сказна Силјан Штъркот од Марко Цепенков да ја чита на оригиналниот јазик на кој што ја напиша. Уште со самата прва реченица веќе доаѓаат премногу турцизми, диалектизми и тие викаат што е ова? Па мораме, значи, една од она осовременета верзија. Истото се случува и со англиската литература. Го има Едгар Алан По и го има Шекспир како абраич и unabridged version. Значи ги има како верзија која што е направена за учениците на одредена возраст, каде што има скратено делови, каде што јазикот е современиот, за да не мораат премногу, значи, да барат, бидејќи сметам дека ако секој втор збор е потребно да се бара во некој толковен речник, да се бара на интернет неговото значење, да се отвара Мириам Вебстер или Оксфорд Dictionary, мислам дека ќе отиде целиот процес на читање ќе биде залуден. Тоа е веќе учење вокабулара, не толку уживање во самото читање, не може да биде до толку аналитичко читањето. Така што некој пуританизам во јазикот не треба да постои, но исто така не требаме ни премногу да се предаваме на тоа, ајде го земеме англискиот збор, ќе си го македонизираме, ќе му ставиме наставки од македонски формат и тој веќе ќе личи како некој хибриден, нели, од оние Аднам, Джојнам и така натаму. Драги Михайловски има прекрасен термин за оваа постапка, се вика јазична дембелана, укажувајќи дека многу често таквите нешта се прават со објаснувањето па немаме ние паралела во нашиот јазик. А всушност не станува збор дека немаме паралела во нашиот јазик, туку станува збор за тоа дека немаме сила, волја, желба, енергија, труд да ја најдеме паралелата, да се обидеме да најдеме логично објаснување за таа паралела и да ја имплементираме во секојдневната употреба. Така што разбирливо решение, да биде и самото решение разбирливо, да не биде некоја диалектна форма која што можеби ќе ја знаат од 20-30 читатели, а другите останатите повторно да посегнат по дигиталниот речник или по толковен речник. Да, акцентот ми беше дека практично со труд, со напор, со желба да се направи тоа, веројатно голем дел од термините или зборовите што не критички ги преземаме во нашиот јазик, можеме на некој начин да ги најдеме во сопствениот јазик и можеме да ги најдеме во словенските јазици, можеме да земеме некоја паралела од минатото, но практично да не ни биде првата опција само некритичко преземање на тој термин со додавање на нашите наставки. Не де Боже, само калкирање, најголемата грешка која што се прави. Да. Кажи ми, дали си ја имал таа среќа за време на сите овие преводи сам да ги бираш книгите кои што ќе ги преведуваш или многу често биле веќе однапред готова партиска задача што треба да се исполни, бидејќи и тоа како влијае врз
врз самиот ритм на преведувањето, врз целата дисциплина, кога самиот ќе си го најдеш авторот, некако многу полесно мислам дека се оди низ преводот, додека пак во многу случаи ако е наметнато од издавачот, од некоја институција, може да биде буквално невозможна мисија. Јас ја имам таа среќа и привилегија што кога ќе ги погледнам преводите што ги имам реализирано во изминативе 10 до 15 години, барем 70 до 80% од преведените книги и автори се книги и автори кои самиот сум ги избрал и сум ги понудил на издавачите за превод, а многу е помал процентот на книгите кои што специјално одредени издавачи ми ги понудиле за превод. Така што од таа гледна точка мислам дека сум бил привилегиран да преведувам автори кои што сум ги прочитал во оригиналниот текст, ми се допаднале книгите, сум нашол нешто што во процесот на нивниот превод ќе ми биде корисно за мене како автор, не само како преведувач, туку и како автор. Затоа што постојано го истакнувам тоа дека чинот на преведување за мене представува не само чин на задоволство или не само чин на развој како преведувач, туку истовремено развој како автор или како писател. И мислам дека доколку во моето преведувачко портфолио имаше помал број на преведени книги, мислам дека исто така ќе бев и послаб писател. Затоа што кога одблиску запознавате некој автор, а најблиску нема поблизок начин на запознање на некој автор е од преведувањето на неговите реченици, трансформирањето во сопствениот јазик, споредбата што не функционира и како треба тој првично преведен текст дополнително да се преработи за да функционира на македонски јазик. Практично на тој начин ги го учите занаетот, ги учите техниките, учите практично како тие големи писатели размислувале и нешто од нивниот начин на размислување, од синтаксата, од начинот на кој што ги креираат метафорите, символите, ситуациите, ликовите едноставно влијае на вас како писател, така што ја имам таа среќа што интензивното преведување ми овозможува интензивно да учам за пишувањето. Значи, практично со тоа што му се посвети на преводот, после Јелгава 94 стана металец и во самиот текст многу комплексна книга. Ја чував, морав за тоа да те прашам, затоа што филм има сега снимено, го изгледав трейлерот, филмот се уште не сум го домодирал, трейлерот супер ветува, исто е како во книгата. Бев на таа промоција, се запознав со авторот, нели баш разговаравме, разменивме имиња бендови, затоа што имаме иста пасија метал музиката, но внатре имаше многу имиња, многу бендови, за кои што дури јас можеби сум ги потиснал некаде длабоко. Како се снајде во сета таа, да речеме, какофонија од звуци, од имиња, правописно нивно внесување, транскрибирање, значи тоа многу тешка задача. Многу е полесно кога си разговараат, не знам, двајца металци, знаат за кој бенд зборуваат, кога треба да се пренесе на хартија, мислам дека е малце потешко. Дали ти мораше да направиш некоја археологија, некој истражување, ако не за секој бенд поединечно, барем еве да речеме 25%, за нашиве слушатели само да знаат дека се работи за книга која што опишува раѓањето на метал сцената после падот на социјализмот во балтичките земји, со конечно навлегување на онаа странска анатемисана на некој начин метал музика, откривањето на, не знам, Morbid Angel, на Iron Maiden, на раните Slayer и така натаму, како функционираат во еден, така да речеме, позатворен систем и како се
како е нашиот главен јунак фрапиран од тие нови музички екстремни тенденции. Како ти одеше процес? Ми интересира за таа книга. Конкретно на кој превод беше? Тој е еден од тие поретки преводи кои што не ги избрав јас, туку издавачот ми ги понуди да ги преведувам. Убавината на таа книга е практично што за мене практично тоа што навлегов во еден свет во кој што реално никогаш не би навлегол. Преведувате една книга која има околу 250 страници и се занимава со heavy metal сцената, death metal сцената во Летонија во средината на 90-тите години и убавината на тоа е дека никогаш не би навлегол толку интензивно во таа сцена, доколку не мораше да ја преведувам таа книга. И од друга страна, да, сите тие песни, албуми, но во денешно време практично се е достапно. И доволно е да имате Google или да отидете на YouTube да ја побарате конкретната песна, без разлика колку и тие ликови, водачи на групи да се обскурни или недоволно познати, неверојатно е колку практично блесно може да се дојде со мал напор, буричкајќи на интернет за нивните биографии, односите. Имаше некои опишани животни ситуации на дел од некои групи кои што се во Скандинавија, во Норвешка. И интересно е колку сакав да ги проверам тие приказни, не дека не му верував на авторот, ама ме интересираше колку авторот создава легенди од нив, колку авторот намерно ги митизира, колку авторот намерно ги мистифицира, така што за некои од тие ликови во книгата, а личности во животот, практично сето она што горе-долу беше кажано во книгата го има на интернет и може да се најде. Значи е можна автентична во однос на позицијата на раскажувачот. И сакам да кажам дека да се вратиме на она прашање од пред 10 минути. Реално денеска преведувачот многу полесно може да работи сериозно на своето дело отколку пред 50 или 60 години, бидејќи посакуваниот збор, посакуваната фраза која што е чудна, посакуваниот лик или некој символ што постои во книгата е само неколку срча, само неколку потраги оддалечен од вас, за разлика од тоа дека преведувачот во 50-тите или 60-тите години морал да разгледува лексикони, морал да разгледува специализирани речници, морал сите тие алузии на некој начин да ги наоѓа на потешкиот начин, риејќи по собствената библиотека и по собствените лексикони. Сега е доволно со неколку претраги на Google, од неколку места да се провери одредена информација, да се провери одредена група. Мислам дека во книгата се споменуваат 50-тина групи и исто толку албуми. И интересно е што секој албум, секоја група, секоја песна која што ја побарав додека ја преведував таа книга, ја најдов на интернет. Можеше да се слушне и атмосферата, можеше да се види практично на кој начин функционира ликот, нараторот додека ги слуша тие песни. Така што се чини дека во денешното време на релативно брза достапност на се, нема оправдување ако премногу го промашите контекстот на одредена песна, збор, алузија, фраза, идиом и така натаму. Се разбира, не велам дека некогаш човек од преголема сигурност во тоа што го чите и кое е значењето не може да сгреши. Но денеска е се помалку можноста за таква грешка. Ја кажав синтагмата за сигурноста затоа што сакам да истакнаме дека
сомнежот е многу клучен аспект кога преведувате одредена книга, особено од некој од некој јазик што ви е подалечен, но и некој јазик што ви е поблизо. Некако секогаш е корисно одредена фраза, синтагма, дополнително да ја проверите, да се сомневате во сопственото знаење, да се сомневате во сигурноста на тоа што од прва ви се чини дека е многу јасно и прецизно, затоа што сомнежот ви помага секогаш да дојдете до некое дополнително знаење. И мислам дека една од важните клучни позиции на секој преведувач е да се сомнева во сопствените познавања од една страна на јазикот од кој што преведува, но исто така да биде малку и подозрив кон знаењата на сопствениот јазик и секогаш да консултира правопис, граматика, речници, бидејќи ако нешто научив во текот на моето преведувачко искуство е дека секој ден морам да учам нешто за сопствениот јазик. Супер. Твојот последен превод е Гитара од Палисандер, така мислам, од Кристина Гавран? Од Кристина Гавран. Следно што го прочитам. Таму е малце посмирена музиката, се работи за интересна приказна. Се испреплетуваат, значи, женски наратори, но сепак се појавува како еден постојан лик е таа гитара која што има различни патувања низ време, низ простор, некако како некое митско битие можеме да ја доживеем. Спомна дека сакаш да истражуваш, да преслушаш нешто дека работиш. Тука се имаше на почетокот на секоја глава имаше нумера поврзана, значи шпанска гитарска нумера поврзана со поглавието. Дали практикуваш додека преведуваш да слушаш музика, да има некој, ако не друго, background noise, дали тоа ти помага подобро да се фокусираш или сакаш да е апсолутна тишина во самиот чин на пресоздавање? Во контекст на прашањето, да, сакам да е тишина. Мислам дека сите дополнителни дразби може да ја попречат концентрацијата, но кога станува збор за оваа книга, не во чинот на преведувањето постојано, но ги слушав сите песни кои што се појавуваат како мото на секоја посебна глава, затоа што тргнав од претпоставката дека штом авторката на секоја глава нуди конкретна песна како мото, дека таа песна на некој начин е поврзана со таа глава, дека кажува нешто за позицијата на ликовите во таа конкретна глава, дека на некој начин музичкиот фон на поставените песни е преплетен со ова семантичкото и стилистичкото ниво на конкретната глава. И секој кој што ќе ја чита оваа книга, Гитара од Палисандер на Кристина Гавран, најтопло му препорачувам сите песни кои што се наведени во книгата, додека ја чита книгата да ги слуша, затоа што функционираат како еден дополнителен семантички слој на сето она што е кажано во конкретниот роман. И дека сите тие музички нумери кои што се спомнати во книгата го облагородуваат ефектот на самата книга. И на второ ниво би им рекол дека слободно може да ги истражат и малку биографиите на композиторите, на авторите, на изведувачите на тие музички композиции, бидејќи тоа е убавината на книгата, што кога читате одредена книга, вие не влегувате само во светот на таа книга, не влегувате само во приказната на ликовите, не влегувате само во екзистенцијалните дилеми на главните драмски ликови, туку истовремено книгата е како еден вид на како
која метафора да употребам, експлозивно се отвара кон контекстите. Од една страна се отвара кон контекстите на другите книги, но истовремено се отвара кон контекстите на другите уметнички практики, на другите уметности, таа диалогизира и со другите географски контексти и ги сакам тие книги, а Гитара од Палисандер е една од тие книги кои што може да се читаат на многу рамништа. Може да се чита како една приказна во која што гитарата е лајтмотив, може да се чита како приказна за неколку женски ликови кои што во различни историски периоди освојуваат различен тип на слободи или се соочуваат со различен тип на ограничувања. Од една страна може да се чита и како еманципаторска книга со силен феминистички аспект, но од друга страна може да се чита како книга која што диалогизира со музичкото наследство на песните, на композициите компонирани за изведување на акустична гитара. Колку повеќе слоеви одредена книга нуди за диалогизирање со други уметности, со други културолошки контексти, со други географски контексти, толку таа книга е побогата и може да допре до различен број на читатели, бидејќи таа книга може некој да ја чита само поради динамичната приказна, но може некој само да ја чита поради диалогот на текстот со музиката. Музиката, да. Добро, би сакал да одиме сега на твојот роман, но само уште едно прашање околу преводот, кое што и мене многу ме интересира, сигурно и нашите слушатели, затоа што сигурно ќе сакат да украдат нешто од твојот занает. Самиот процес на преведување, дали оди со прво кроки преведување, оставаш празни места или зборот додека не го најдеш не продолжуваш понатаму, дали имаш второ чешлање на текстот, трето чешлање, четврто препрочитување кога се ќе биде готово, дали е се на свое место. Конкретно самата техника, затоа што многу преведувачи со кои што сум разговарал, сме си барале совети, ме прашале за совети и така натаму, секој има различен концепт. Има луѓе кои што на еден збор се подготвени да поминат и 2 дена додека не го најдат, вистинскиот збор што им недостасува, додека пак други се навраќаат на шминкање на текстот отпосле. Па не само шминкање, зборувам за буквално бетонирање на некои места што ги сметале за дупки. Со тебе сме соработувале, сум ти давал мои преводи да прочиташ како уредник, си ми враќал да се договориме за ова, дали сметаш дека може да биде подобро јазично решение ако се употреби вака и вака. Тоа е кога си уредник, кога си преведувач, каков е твојот концепт или не многу поразличен? Еве чисто технички, ако некој на вистина го интересира ова, јас сакам прво сакам да ја преведам книгата и во тој прв занес на преведување на книгата, страста се случува помеѓу уживањето во оригиналот и чувството дека тој оригинал почнува на некој начин да функционира на македонски јазик. Конкретно за прашањето, ако некој збор, некоја синтагма ми е нејасна или не функционира во преводот, продолжувам понатаму затоа што мислам дека како и со самото пишување, важно е човек да ја на трешниот свет да го изнесе надвор, а потоа доработувањето на деталите секогаш ги оставам за понатаму. Потоа се навраќам само на тие проблематични места во текстот, ги гледам само нив, гледам колку тие функционираат или не функционираат во преводот и откако тие ќе ги решам, уште еднаш по трет пат го читам преводот и секогаш ова читање во себе носи и по едно мало разочарување, затоа што првичната страст на диалогот помеѓу оригиналот и преведениот текст веќе бледне затоа што сваќате дека нешто што мислите на почеток дека е лесно, дека е едноставно, дека супер функционира, сваќате дека под влијание на оригиналниот текст практично го губите јазикот и стилот на преводот. И потоа
тоа трето исчитување на некој начин заземјување на преводот, усидрување во македонскиот јазик и по кое што следува тоа четврто исчитување во кое што се обидувам колку што е можно повеќе да го заборавам оригиналот, а повеќе да мислам на македонскиот јазик, затоа што читачот кој што го чита вашиот превод не го интересира толку оригиналот. Не може да прави споредба со оригиналот. Во крајна линија, ако читачот кој што го чита премногу често помислува дека станува збор за превод, тогаш знаете дека сте ја направиле грешката, бидејќи читачот сака да ужива во текстот како што е тој текст да е напишан на македонски јазик. И потоа доаѓа тоа пето или финално избрусување или читање на текстот во кој што вие навистина мора да размислувате дали тоа што сте го превеле функционира само во системот на јазикот цел и само во системот на македонскиот јазик. Ете, тоа се моите условно кажано 5 етапи на преводот. Од почетната занесеност на оригиналот до чувството дека преводот на крај мора да биде ваша визија не само за текстот што го преведувате, туку и за сопствениот јазик. Бидејќи длабоко верувам во тоа дека секој превод е одреден став, дека практично во секој превод го гледаме ставот на преведувачот за македонскиот јазик, ставот на преведувачот за тоа каков е оригиналот, како тој оригинал треба да биде пренесен на македонски јазик. И тука се разбира можноста тој став на некои луѓе да не им се допадне, но едноставно морате да имате цврста позиција зошто нешто во преводот сте го направиле на начинот на кој што сте го направиле. Да, и затоа кога ќе добиеш комплимент, супер си го превел, имаш чувство дека некој паралелно го читал и оригиналот и твојот превод, па помина оценката. Вака како што кажуваш прво, второ, трето, малце прозаично, ама личи како нели она варење граф, прва вода, втора вода, трета вода, за на крај да можеш да го искористиш, да го добиеш крај. Или како варење граф, или како филигранско изработување на накид, по кој што моето е пак по-прозаично. Детал. Околу твојата книга би сакал сега малку да поразговарам, значи два пати ја прочитав, ми се допадна на вистина. Првиот пат ме исплаши дека читањето ќе ви бара екстра концентрација, дека ќе мора како оние профайлери и FBI да внимавам која приказна со која ќе се поврзе, да не изгубам некоја нишка, да се навратам повторно. Значи му пристапив така Херкул Пуаро, Шерлок Холмски на ракописот, за по некое време да ја видам она линија која што во сите твои дела ја сакаш, а тоа е да има едно убаво портретирање на ликовите, а дури и по цена да не прават некои од оние, да речеме, функции кои што рапидно го менуваат текот на делото, да немаш премногу, да употребам плот твист, да немаш премногу пресврти, но да имаш, значи, доволно развиена приказна, каде што твоите ликови уживаат и се среќни и во таа обичност, во ежедневноста која што може да им биде уништувачка длабоко во себе, но опишуваш дури најобичен обид на јадење заедно, на будење еден покрај друг, го опишуваш на начин на кој што читателите им завидуваат на ликовите и покрај тоа што можеби тие ликови нема да завршат на крај од аспект на љубовта заедно. Знам дека си слушач многу на приказните на луѓето. Обожаваш во неформална и секаква комуникација ги слушаш нивните приказни, а на истиот начин на кој што еднаш кога поставив прашање за Петре М. Андреевски, една така постара уредничка која што уште додека бев средно реков, како може овој човек толку добро да пишува? Вика, тоа е затоа што уме многу добро да слуша.
И мислам дека кај тебе исто, сите оние приказни за кои што се интересираш, кои што ти кажуваат луѓето, ти се отвараат луѓето, бараат совет, се гледаат во креирањето на твоите приказни. Креираш полнокрвни ликови кои што умеат да изгледаат многу пореални отколку што се. Дали мислам дека некои работи ги препознав според некои презимиња, некои гости што биле резиденцијални писатели и така натаму, да не откриваме, може и да не е интересно за сите слушатели, концептот на градење на ликовите. Колку има стенограмско внесување од вистинскиот живот, колку има буквално фикција и фантазија во сето. Одлично си го забележал тоа што го кажуваш и мислам дека е многу важно и суштинско за начинот на кој што пишувам. Еве, ќе ти кажам еден пример. Има еден од ликовите во романот е изграден врз основа на еден мој пријател кој што добро мислам дека го познавам, и кога преведувачката Марија Џонс по добивање на номинацијата на Балканика почна да го преведува романот, во еден момент ми го напиша еден од поголемите комплименти што може да се добие за книгата, барем според мене, а тоа ми напиша на таа и таа страница и целиот лик 80% си го симнал тој човек. И го кажа името и презимето токму на истиот човек на кој што јас мислев дека го градам тој конкретен лик. И тоа ми беше голем комплимент, затоа што навистина и таа, бидејќи го познава, го препознала истиот тој човек што е од реалноста. Сега, тоа годи, мене ми е интересно, мене ми се допаѓа што кога ќе земаме еден човек од реалноста и ќе го пресликам во книгата, некој друг ќе го препознаем. Ама од друга страна е интересно што тој човек го знаат моите пријатели, нашите заеднички пријатели, а претпоставуваме дека книгата, или имам желба книгата да ја читаат и некои луѓе што не ме познаваат ниту мене, ниту тој човек, туку самата конструкција на приказната и на ликовите да им значи нешто. Но Иво Андрич во едно место ќе кажем, мора да пишувате за работи што ги знаете. Не може човек да пишува за работи што не ги познава. Тој пишува за ликови кои што се од тоа босанско-херцеговачко милие и он одлично ги познава тие ликови, нивниот менталитет, начин на живот и затоа ги создава своите ремек дела. Веројатно и јас го правам истото. Почнувам од ликови што ме окружуваат, од луѓе што ги знам, но има еден важен елемент за да се создаде уметност, а тоа е конкретниот лик од вашето окружување да ја надмине физиката на постоењето и да ја допре метафизиката на надпостоењето. Со други зборови, конкретниот човек од неговото реално окружување треба да помине во еден вид на символично екзистирање за тој да има смисла и за други, и за читатели кои што не ве познаваат вас лично, не ги знаат луѓето што вас ве окружуваат и така натаму. Но во право сте, сакам да ги слушам приказните на другите луѓе, сакам да им поставувам прашања поврзани со нивниот интимен живот, затоа што тоа за мене е состојката и моторот на литературата што ја пишувам. Мислам дека ако се бара некој триаголник за тоа како пишувам, триаголникот би изгледал едноставен. Едниот дел од триаголникот би било животот што ме окружува и луѓето што ги гледам, ги набљудувам и приказните ги црпам. Вториот слој би било она што како искуство го доживувам преку
читањето литература. И третиот слој, дефинитивно третата страница би било искуството стекнато од процесот на преведување. И мислам дека тие три аспекти се клучни за комбинацијата при конструирањето на ликовите. А за мене прозата, мојата проза, сакам да ја доживам на еден многу едноставен начин. Од една страна имате лик кој што треба да биде жив, од друга страна мора да имате приказна која што на тој лик му се случува, и од трета страна мора да најдете начин како сето тоа што го раскажувате да му биде интересно на читателот, бидејќи бесмислено е да се пишува ако тоа што го пишувате не му биде интересно на читателот. Значи, лик, приказна и начин на кој што таа приказна треба да биде раскажана. А сум дошол до заклучок дека можеби е подобро кога приказната не се раскажува праволиниска, кога понекогаш има аналепси и пролепси и кога понекогаш треба да го изненадите читателот. Но од друга страна не верувам во литература која што се базира на, народски кажано, на финти, на тоа дека читателот треба со нешто премногу да го забавувате. Читателот премногу треба да го однесете во една насока, па потоа да му направите нешто. Бидејќи таквата литература е интересна на прво читање, а никогаш не е интересна на прво читање. Додворувачки е, да. Премногу е додворувачки, ако само се мисли на читателот да има добра забава, тоа е веќе буквално како правење мелодрами, да не ги навредиме турските серии, ама знаеме што сака публиката, знаеме кои пресврти им се потребни и да ги правиме по некој рецепт. Бидејќи, Душко, животот реално не се случува според логиката на отворање, заплет, промена, кулминација и расплет. Животот е дури малцен и покомплексен од тоа. А овие техники на заплет, расплет, кулминација, драмско действие, тие се учат, ги гледаме секојдневно во овие типови на серии што холивудски блокбастери, сите сценарии. Многу покомплексен, па дури и поинтересен во однос на сите тие заплети. Тие заплети можеби се лепливи или интересни за читање, но кога ќе прочитате или ќе видите 10 или 15 такви филмови кои што функционираат така, вие веќе според жанрот знаете дека мора да се случи некој пресврт, дека мора тоа што цело време режисерот ви го сервира како очигледно да има некое изненадување. За секој читател или за секој гледач со малку поголемо искуство веќе тие кодови на жанрот може да ги прочита. А јас реално не сум заинтересиран премногу за пишување жанровска литература. Човечките, емотивните односи, за кои што каже дека најмногу те интересираат кај луѓето и најдобро ги опишуваш. Значи, во сите твои книги, вклучително и во оваа најновата, наградената, љубомората, резигнираноста од љубовта, она, да речеме, истрошеност на љубовта, последното гребење на тенџерето, на страста, која што ја снемува со секој измина ден, толку убаво ги имаш напишано што буквално е учебник за различните фази, односно за различните етапи на една љубовна врска. Од оној првниот, иницијалната страст која што трае, разгорува, па она смирување, фаќање некој ритам, некоја летаргија и веќе на крајот со неподнесувањето. Буквално може како започнува врска до како завршува врската. Многу убаво ги опишуваш тие работи. Уште на првите страници има еден пасус кој што би сакал да го прочитам, затоа што многу ретко ми се случува во последно време книгата од ќе започне, уште веднаш да најдам некој буквален пасус од оние кои што, не знам, буквално може човек да ги закачи на Facebook, да ги испише на зид. Аеродромот е мелница на илјадници човекови екзистенции кои во следниве неколку часа ќе се доближат,
ќе поминат ни заедничката цедилка, а потоа процедени од другата страна ќе се распрснат на сека. Ќе биде вистинско чудо доколку некои од тие приказни, допрени со посредство на оваа неместо со стандардизирани елементи, повторно се вкрста. Ова е тема која што сум ја почувствувал многу пати на аеродромите, на плоштадите во некои европски градови, но никогаш не сум го видел вака искрено напишано. Затоа што ние при одење на еден концерт, при влегување во некој музеј, на самиот аеродром, се разминуваме со многу луѓе, кои што секој си има своја агенда, секој патува некаде, некој патува поради болест на близок се враќа дома, некој патува за да се види со својата љубовница, некој оди на тотално бизнис активност кај што нема да има уживање, нема да има никакви емоции. Некој оди на одмор, на концерт. На едно место се сретнуваат луѓе кои што веќе никогаш нема да можат да се сретнат. Тие се воопшто не се свесни едни за други. Јас можеби го паметам на аеродромот во Варшава, кога некој патник, претпоставувам од Блискиот исток, поради неговата облека, беше претресен, но беше пуштен и си викам, дали сега овој човек некому ќе ја прераскаже оваа приказна, јас ќе ја прераскажам некогаш неговата приказна, дали овој човек е свесен дека ете некој си, не знам, со долга коса, со наочари, некој од Балканот, може да не знае дека од Балканот, го гледа на истото тоа место, дали тој ќе се сети некогаш за мојата екзистенција, како што јас се прераскажувам неговата случка. Тоа е на вистина место каде што буквално се прави некој мозаик, некоја лего фигура која што потоа секој изваден дел сам по себе не значи ништо, само на тоа место имало значење. Која е таа фасцинација од моментот кога сме тука, сите сме едно, а сметам и дека ако се тргне оваа основната приказна во твојот роман од 4 ликови, има многу кои што само продефилираат и тие се тие за чија што екзистенција стануваме свесни само тогаш. Тие се тие патници на аеродром. Одлично си забележал. Аеродромот е од една страна метафора за она што мене во литературата ме интересира, но аеродромот е одлична метафора, клучи за читањето на скриени желби, немирни патувања. Истото чувство и јас што ти си го доживеал, сум го доживеал многу пати. Пред 2 години седев на металните седишта на аеродромот во Виена и спроти мене седеше една жена од околу 40 години, која што според пасошот, мислам дека потекнуваше од Франција. Бидејќи таа гледаше и беше задлабочена во својот таблет, имав можност да ја наблюдувам. И ја наблюдував таа жена и се прашував каде патува, кон што оди, која е нејзината приказна. Сигурно има нешто интересно што и се случило вчера или пред 5 години. Колку би било интересно да ја пристапам и, доколку знам француски, да ја прашам која е нејзината приказна. А до неја седеше една жена или девојка, која што по потекло се гледаше дека беше некоја од азиските земји. Можеби патуваше од таму или можеби допатувало од таму. И фасцинантни ми се аеродромите токму поради тоа чувство дека на некој начин аеродромите денес, иако голем број луѓе ги мразат затоа што се хаотични, затоа што се стандардизирани, затоа што сите аеродроми се чинат исти, мене ми се фасцинантни поради тоа што на некој фрапантен начин аеродромите се места каде што јас се чувствувам најблиску како граѓанин на светот. Аеродромот е место каде што на мала површина можам да се почувствувам дека сум близок со некој што допатува од Африка, доаѓа од Франција, заминува за Америка или следната дестинација му е Москва. И некако аеродромите за мене сега се уште се некако
некаква утопија за тоа дека ние сме луѓе. Утопија за тоа дека и покрај се човечката релација помеѓу нас е суштинска. И утопија дека без разлика на колку различни географски точки од земјата живееме, во еден момент можеме да се почувствуваме блиски, дека без разлика дали некој живее во Австралија, друг живее во Квебек, трет живее во Улан Батор или некој живее во Копенхаген, на момент можеме да се почувствуваме дека ја делиме судбината на човештвото и на тоа дека живееме во ист и заеднички свет. Таа метафора за утопијата, за блискоста на луѓето е метафора која што на некој начин е пресликана и во романот, затоа што многу често се случува нешто на некој од ликовите што им се случува во Скопје, како еден вид на одсечка да им се случи на некој што се случува, на некој што е оддалечен илјадници километри од таа точка. И тоа е клучот на сите тие 50-тина приказни, дека додека јас талкам низ улиците на Скопје, можеби помислувам мисла која што супер би диалогизирала со мислата на некој што ја помислува додека талка низ улиците на Каиро. И дека ние на некој чуден начин, ако има некое око одозгора кое што се го гледа тоа, сме блиски. Никогаш нема може да го сретнам тој човек од Каиро, како што никогаш повторно нема да ја сретнам таа французинка на аеродромот во Виена, но тоа што барем за момент сме биле на ист простор, сме дишеле ист воздух, сме почувствувале иста енергија, на некој чуден начин ме возбудува за тоа што е животот, што е светот и што сме ние како луѓе. Пред се суштества кои што може да уживаат во мистеријата на взаемната интеракција. Значи, според ова што го кажа, Господ е еден добар раскажувач, аеродромите се неговите, не знам, Декамерон, 1001 ноќ, зборникот на Миладиновци, секој аеродром е генератор на приказни. За мене да, ама тоа знаете како е. Тоа зависи и од времето. Чехов еднаш кога се сретнал со некој писател кој што му барал совет за тоа како да пишува и каде да ги наоѓа своите приказни, Чехов му рекол дека возењето во втора класа во руската железница е најдобар начин за да се стане писател и да се вадат приказни. Имаме голем број приказни кои што се случуваат на железнички станици, кои што се случуваат во возови, да се сетиме на Агата Кристи и убиство во Ориент експрес. Едноставно секое време нуди различни вакви точки, вакви хронотопи кои што се фасцинантни за одредени автори. За мене се фасцинантни аеродромите. Предпоставувам дека за 40 или 50 години ќе бидат фасцинантни некои други места за кои што сега не ни знаеме дека постојат. Има еден прекрасен расказ, еден од моите омилени, се вика Ракопис пронајден во джебот на Хулио Кортасар, кој што се случува во париското метро. Ако се сеќаваме на почетокот на Мајсторот и Маргарита од Булгаков, се случува на трамвајот во Москва. Така што секое време носи различни топоси кои што може да бидат фасцинантни за пишувањето. Ти можеби не си свесен, ама си ми оставил една од првите препораки што ми ги даде во точка, мислам дека се викаше, ама беше Цека каде што е, нели, Карче Влада. И книгата сега си ја најдов во ново издание да купам Москва Петушки и си реков кога ќе се возам следен пат со воз, тогаш ќе ја читам таа книга. Еднаш ја имам читана и уште еднаш задоволството ми е намерно одлагање на задоволството кога ќе патувам со воз. Се надевам во блиска иднина, имајќи предвид целата ситуација, иако нели тие со обраќаат, но не се чувствувам јас доволно комотен за едно такво уживање. Но таа ќе ми биде прва книга. Која препорака за која што можеби не се сеќаваш, што си ја кажал во раните
па мислам дека 2002, трета може би, 2004 нека е bottom line, што би се рекло. Ете, таа ми е едно од тие препораки кои што се уште чека да биде картата искината и отворена и книгата одново прочитана. Си оставил некоја трага без воопшто да си свесен за тоа. Ајде се надевам дека ќе ја читаш во додека се возиш на новата железница на новата железница Скопје Софија. Да. Тоа е тогаш ќе потрае. Дали знам дека се веќе оние тривијални прашања веќе мислам дека долго време сме, би требало и да привршуваме. Немаме некој посебен рок, муабетов тече супер, ама сепак да заокружиме целта. А гледам според фондот на прашања што не ти ги поставив, мислам дека ќе треба уште една емисија во скоро време. Ајде, ова е пролетно издание, ќе имаме и летно издание на подкастот. Дефинитивно. Оваа книга е сега заокружена. Дали веќе има од нејзе некои нешта кои што додека си ја пишувал те мотивирали или ти дале некоја стартна позиција за следно дело, или буквално се работи за едно креирање на светови полека, па немаш такви спин-офи, да ги речеме повторно со англискиот. Мене ми е малку и англискиот сега ставен на прво место, учам од моите ученици. Дали да речеме некоја ти се дала некоја нова идеја за нешто следно, без да откриваш, фала Богу, но пак да ни кажеш која е твојата арс поетика? Дали од секоја книга оставаш малку залиха, малку, како да кажам, муниција и за некои следни проекти, или тотално со една книга завршуваш, ја покопуваш, па почнуваш нешто друго? Одлично прашање. Интересни ми се оние книги кои што додека ги читам, имам чувство дека се заокружени и потоа ќе испадне после неколку години авторот да направи некоја книга која што на некој начин како одсечка ја допира некоја претходно објавена книга. Последно такво интересно искуство имав со заокружувањето и читањето на Мистер Гвин од Алесандро Барико, и накусо после тоа Алесандро Барико објави едно кусо книжа кое што се вика Три пати взори, кое што се однесува како еден вид надградба, објаснува некои дополнителни аспекти од книгата Мистер Гвин, иако Мистер Гвин е совршено заокружено дело само по себе, а исто така и Три пати взори можат независно да се читаат. Апропо ова прашање за тоа дали сакаш, јас сакам кога во одредена книга ќе оставам некој мал код или некој мал зачеток за некоја друга книга. Таков идеал за книгите имаше и Марсел Пруст. Он има кажано дека неговото дело во потрага по загубеното време, идеалот ќе му биде да го чита некој читател кој што толку обсесивно го чита неговото дело, што одреден мотив пројавен на третата книга ќе го пронајде или ќе го заокружи неговата смисла во седмата или во деветата книга од целиот циклус. Секој писател веројатно кога пишува сака да создаде еден свет. Тоа е идеалот на прозата, да создаде еден свет кој што е од една страна компактен, можен, реален или заокружен, но од друга страна свет во кој што доколку комуницира со некои други негови книги, се чини дека добива една друга димензија. И големиот Габриел Гарсија Маркес правеше така, па му се случуваше од една книга некои ликови да се појават во некоја друга книга. Тоа на некој начин се мали задоволства за читателите кои што
ги следат сите ваши книги или обсесивно ве читаат. Една таква мала порака или таква една релација има во Невидливи љубови во однос на скриени желби, немирни патувања, бидејќи еден мал мотив од крајот на Невидливи љубови, многу кусо, само на неколку секунди се појавува и во скриени желби, немирни патувања. Но јас сум автор кој што кога еднаш ќе ја заокружи книгата, се обидува после од таа книга да се дистанцира. По можност дури и да ја заборави, затоа што во следната книга да не се повтори во однос на претходната книга. Не знам колку сум во тоа успешен, затоа што еден мој пријател и писател и литературен критичар Игор Ангелков во еден свој текст рече дека вечно сегашно време Невидливи љубови и скриени желби, немирни патувања ги доживува како еден вид неформална трилогија. Се разбира, не ми беше интересно. Трилогија, ама во однос на книгите, јас тоа го кажа веќе неколку пати во интервјуа во последниот период, јас сакам некако книгата што ја пишувам да почне да живее бавно, да живее малку по малку и времето да биде материјалот кој што ќе ја создава, бидејќи живееме во време во кое што има хиперпродукција на уметнички дела, секојдневно се објавуваат книги, секојдневно се објавуваат преводи на книги, секојдневно има одлични албуми, секојдневно има одлични филмови, секојдневно се појавуваат одлични серии и во таа хиперпродукција на одлични уметнички дела, мене многу поубава ми е позицијата на некој кој што ужива во туѓите уметнички дела, наспроти некој кој што обсесивно создава своји нови уметнички дела. И сакам тој баланс помеѓу мене како писател и мене како читател да се задржи за сметка на мене како читател или мене како преведувач, отколку мене како писател. Би сакал да речеме во следниот период многу повеќе книги да прочитам или да преведам, отколку што би напишал. Затоа што мислам дека јас сум од тие писатели кои што се развили и се создале како пред се почитувач на туѓите текстови, како читател, и дека моето пишување е на некој начин во корелација со љубовта кон прочитаните книги, со љубовта кон преведените книги. Така што оставам малку животот, малку околностите околу мене, малку прочитаните, а малку преведените книги да ја напишат следната книга, која што сега во овој момент е само далечна претпоставка. Прекрасно. Ти благодарам многу за сите овие совети кои што ги кажа, тоа што ја отвори твојата лабораторија за пишување. Интересно е, сега ќе треба да ги препрочитувам уште еднаш и другите книги за да видам каде е таа некоја така неформална триологија за која што зборува Игор. Но да, кога ќе подразмислам подобро, да, гледам дека на некој начин портретирањето и го има. Уште многу средби мислам дека ова да оди на секоја недела, пак нема да ги исцрпиме во брзо време темите, затоа што секогаш со тебе се отвараат уште еден хоризонт, уште еден свет под светот, паралелен свет и така натаму, со сите оние работи кои што ги имаш и како читател, и како писател, и како преведувач. Ти благодарам што секогаш си вака енциклопедиски расположен кон своите слушатели и почитувачи и им даваш многу лектира која што треба да ја прочитаат, се разбира за уште подобро и уште подетално разбирање на уметноста која што ја преведуваш и ја креираш. Да ти честитам уште еднаш за добиената награда. Ти посакувам уште многу други награди и
уште многу пати вака да се сретнеме, да се сретнеш и со други на кои што ќе можеш да им откриеш дел од твојата мудрост и да ти посакам пријатно уживање во часовите на читање и одморање и во работата се разбира. Фала Душко за одличните прашања, фала за продлабоченото читање на мојот роман и фала ти за овој разговор кој се надевам дека ќе продолжи, тоест сигурен сум дека ќе продолжи во животот и во нашите средби. Ви благодарам и тебе, ви благодарам и вас, драги слушатели, на овој прв и мислам дека многу она што се вика огнено крштевање подкаст на преведувачката Актива. Благодарност до издавачката куќа Антолог и до Жарко Кујунџиски, кој што секогаш несебично се залага освен во објавувањето на книгите, во објавувањето на авторски дела, како што е ова на Владимир Јанковски, во рамките на преводите кои што ги прават за него голем број на преведувачи, како што и е Владимир Јанковски, освен преку читањето да биде присутен антолог на нашата книжевна сцена и преку подкасти, преку видео интервјуа, преку фестивали, преку читања, односно атак, напад врз сите сетила и затоа со право се една од најреспектабилните издавачки куќи. Ви благодарам и вам и се слушаме повторно наскоро.